Добар ден. Благодарам што дојдовте денеска на нас ми думите. Имаме еден убав ден тука во Куманово, повторно се сретнам со граѓаните, разговараме за нивните проблеми. Ќе бидам во повеќе населени места, се разбира. Пред се да представиме нашата програма проектот Обнова за Македонија, но и да ги слушнеме сите разговори што сакаат граѓаните да ги споделат со нас. Постојано слушам за нерешени проблеми. Постојано слушам за проблеми во инфраструктурата, проблеми со лични прашања засегнати за секој еден граѓанин, што општината или некој локален функционер не сака да им помогне да ги реши. Постојано слушам како земјоделците се незадоволни. Зашто? Зашто некои граѓани ја дале довербата на ВМРО-ДПМН, а централната и локалната власт на СДСМ. Сакаме да напел и до централната и до локалната власт. Иако технички премиер е Оливер Спасовски, иако локалната самоуправа е на СДСМ, немојте да се поигрувате с интелигенцијата на граѓаните и немој да ги правите некои граѓани дека се граѓани од втор ред. Ако имаат предмети за легализација, не им ги чуете во вашите фиоки, решете ни. Ако сте ветиле нешто претходно со децени, дојдете, појавете се пред овие луѓе тука, каде што сум јас, и објаснете им зашто тоа сте го ветиле, а не сте го направили. Со години овој народ е важен. Локалната самоуправа се соочуваат со такви проблеми, а со мали зафати може да се решат. Затоа ги повикувам граѓаните да ни дадат подршка, да ни дадат масовна подршка за обнова на Македонија, да дадат подршка за ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Бидејќи навистина треба многу обнова, поготово во инфраструктурата тука во Куманово, особено во руралниот дел. Треба особено да се вложи повеќе средства за секој едно населено место. Треба обнова на културата, на семејните вредности на традицијата, или како што ми кажуваат повеќе граѓани, не треба обнова на идентитетот, на македонизмот и на оно што сме ние. Јас се надевам дека набрзо ќе имаме една убава победа тука во Куманово и многу работи ќе ги промениме. Еве јас јавно ќе кажам и после изборите на секаде ќе бидеме повторно со граѓаните, бидејќи овие работи се важни што они ги кажуваат, бидејќи тоа се реалните проблеми. И ние политичарите треба да бидеме со народот. Затоа и не бираме. Благодарам многу.